Почитувани гледачи, добар ден. Добродојдовте во уште една епизода на емисијата Интерактив. Овој пат со екипата пропатувавме во Истокот, за да се запознаеме со нашиот следен соговорник, Душко Богатиновски, кој се занимава со еден од старите занаети. Останете со нас за да видите за што станува збор. Добар ден, здраво, добродошли. Ајде, здраво, како сте? Добри сме, добродошли. Добро нашли. Господине Душко, добар ден. Добар ден, добродошли. Добро најдовме. Еве кажете ни прво вие од каде потекнувате и од каде ви е идејата еве да се занимавате со еден ваков занает? Па видите, јас сум од Каменица, со фамилија, мисля татко и мајка. Ама на многу млади години татко ми се е починал. И мајка ми се поженува, мене ме носи во Истибања. Јас сум там кај очув друга фамилија, ама там многу ме прифанаа, многу добро живееме, многу. И очево тога, знаеш, пари немаше многу. Рече, Дуле, јас тебе мога еден занаат да ти дам. Ти спремај си, избери си занаат, како сакаш занаат, таков. Јас дужен сам на тебе да ти дам еден занаат. Друго не мога, вика, пари немаме, ние сме поголема фамиличка и за еден занаат уз нас ја ќе ти дам. И така и биде. Јас си бирах, тогава се тој занаат беше многу добар, многу се пара вадеше, највеќе се работеше ламперии, патоси, врати, џамови, дрвото беше неопходно. И јас го избрах тој занаат. Не мога да реча да се ја плача. Тој занаат беше доста добар и бех доста горд на занаато. Работеше врати, џамове, патоси, ламперии, се работеше со машини, имах секакви машини, имам убави машини. Джабе, дојде време, пластиката победи све. Сега термопани, пластичи, џамови, врати, се живо идеме на друга начин и машините ги така струпах. Не бива. Почнах си пак од стариот занаат, пак занаат изучих само на рачни работи, немаме машини, ништо, се рачно си работиш тогава и така. Еве, пак си од продолжих. кого го научивте овој занает? Па ја го бев кај мајстор, што беше стварно мајстор вреден и беше човеко поштуван у цела општина, ја у Виница занаат изучих и затоа ти викам од занаатот до директно војска и там бех исто столар, одржавач на касара на тие работи и таму. Од како заврших војската, дода си тука во село Истибања. Без пара нема, каде да идеш, нема работа, нема тука, ама среќа ме послужи. Во Каменица имаше рудник Саса, дојдов со првата дума, ако си завршил занаат, одма од утре да дојдеш на работа. Така ме среќа послужи. Ја дојдов, работа си ја доста поштувам, додека работев со стакла, со врати, со џамове, со све столарија што е, све го работев. И дојде време пензија да си зема. Земах си пензија. Сега како пензионер, чисто да имам по нешто, колку толку да не седе човек на готовина, почнах да си поработувам. Те направа некоја лопатка, некое столче, нешто држањенце за лопата, за секирка и така. Колку толку да си има нешто одршка. Пак по некој динар паѓа, не е џабе. Па видите, ја ово тука што го гледате, тоа е тезгаф се вика, работна маса за мајсторот. Без таа не може да работи. Без него не бива, за него се работи основно. Од тезгавот како има на тој тезгав мора да има алат. Без алат не бива. Алатот ја земава во трионче, тоа трионче се работи, ако има некаде недобро пасирано, оного
упасира од тие ситни запчиња и го направи да легне дрвото пасент. Од тоа трионче како вече имам други работи, турпија за дрво. Без турпија исто, тоа ти е се едно со друго за дрвото што мора да се користи. Зема си турпија без за ивички, за чворови, саци, што треба се преко тоа. Од таа турпија имам сврдел, исто тоа е сврдел за дрво, рачно. Земеш, поставиш колку ти треба дупки, колку ти треба избужиш, направиш. Од тоа имам глета што треба тие дупки што ги правиме тука, со тоа ги работим. Земеш чукчето земеш, ставиш да седнеш и го крцаш, направиш ги дупките све со тоа глета. Дали самите шарки ги правите со тоа глета? Шарки има обични такви ренденца со шарка направено, специјално е тоа не можеш шарка да направиш. Обично и на него си има на рендето и преко рендето оставија шарката, иначе не бива. Следен алат што имаме? Следен алат имам ренде. Без ренде не бива. И да остругаш, да му даеш правец на дрвото, да му даеш обиколка на ивици, на тие работи све. И така, од тоа секирче. Без секирче не бива. Мора најпрво земеш дрвото да го изделаш, да го направиш, дека треба да не толку да не стругаш, отфрлиш му парче се. И откако е вече отфрлена со секирата, тогава вече рендето почнува со него да работиш. А иначе, ако е толку многу е работа, со ренде не може да се работи. Друго, тоа е за еден вид, ако сакаш, тете ивички, што кога сака, може човек, така. И земеш со шкобата, убаво ивичка туа да крене, да не е виш сега, него да си има иста висина од дека почнува. Така, Што му даеш правецо, турпија, ренде, се може да се работи. Друго, имам ова ренде се вика план. Значи, што правецо дава, тоа е ренде. Значи, оно е за тоа и подолго. И завршната работа, што се вика завршната работа на секој дрво, преко него иде. Ова се стари алати. Се стари. Од каде ги набавивте во тоа време? Па тогава се тоа продаваше, тоа беше во тие продавници, дека да потраиш го имаш, а сега тешко го има. Тоа ако си го зачувал, тогава ќе го имаш, а сега не може да го најдеш. Многу тешко. А дали има некој алат што вие сте го изработили и сега го користите денеска? Па моментално тие бички, рамовите, на тие бички тоа. Тие листови се купат, листот се купи и ти земеш тие дрвца, тие се, тоа е се моја изработка, за да може да ти функционира, иначе нема како. Едно прашање, зошто, например, имате во горниот дел вид на врвца со која се преплетува само Па види, врвцата е најголемата улога што дава на таа бичкија. Ако не е таа врвца, ти со моткање на тоа, ти го притегаш листот. Ако не е таа врвца, значи листото ќе биде лабаво и не може да сече. А фактички целата улога врвцата дава. За да притегне целиот лист и го ти сечеш, даваш тие работи. Клештите користите? Клешти, имам све, клешти, тие работи. Овој занаат не можеш да знаеш, може една најситна работа да земеш, не знаеш што ти потребе. Се ти треба. И турпија, и чукче, и клешта, и штрафцигери, и глета, све требе. Значи не може едно без едно тоа не иде. Имате ли шеми по кои работите? Треба ли метро Па да шема, имате? метро.
важност еден човек да има занает, било каков? О, това не мога да го кажа. Најголемата школа, најголемият факултет немаше пара како во занајатите што имаше. Едно време од занајатите најголеми пари, најголема печалија имаше во занајатот. Еве како го нарекувавте еве овој занајат, дравениот и какви се други има? Па тишлери, ковачи, имаш бравари, имаш молери, имаш секакви занајати имаше. Сега што изумреа, децата не ги ни знаат тие занајати што значат тие. А иначе од занајатите едно време се пара, гордееше се народот, пара имаше многу. Дали тоа еве значеше исто како војската, исто и занајатот беше дел од секојдневието на народот? Па да, точно е, исто тога. Абе види, ипак и тие си беа најголеми, мога да реча, доживеј кај човек. Ти да идеше војска едно време, тоа беше голем мисла, доживеј на младиот човек. Па правеме банкети, правеме другарски вечери, правеме игранки, све ради што ќе одиш војска. И беше друг човек, се цениш како ослуживши војска доеш, значи рачунате како озбилен човек, како зрел човек да реча. И тоа вече немаше. Од каде ги набавивте еве самите алати во тоа време? Па во тоа време тие алатки се доста продава и секаде ги има, нудеше, имаше у секое железари, тие работи, тие алати беа основни и тие ги имаше, можеше да се купи. Сега ги тешко има. Тие дрви изработки вече и многу тешко има. Едино ако си го зачувал нешто, тоа иначе многу тешко. Дали алатите беа по изработка на некои стари мајстори што се занимаваа со алати или беа претежно од некаде... Па најверојатно е предлог од мајсторите се. Тако, алат ќе би изработиш и така се изработва. Тие стари алати, тоа се беше изработка. Немаше тоа да наеш ти некој стара изработка, старо. Иначе зачувано од дедот, прадедот, некој што викаш чукче, некоја Тесла, нешто. Тоа е, стари алати се тоа. Кои се неопходни алати за твојата работилница? Што е потребно? Кај нашиот занајат, поготово столарски тишлери, што викаме, тие тишлерски работи имаме ние многу алат, што многу треба алат. Тоа не може да знаеш ти што ти треба за една изработка на една софра, на еден джам. Тоа ти многу треба работа, многу. Треба ти глета, треба ти чукови, треба ти бички, треба ти турпи, треба ти винки, треба ти све. Туткали едно време тие лепаци ги правеме, сега ние правеме на огин, од кости, од тие некои животински работи, кожи, тие работи и го вари, по цели денове лепак правеме го, туткал се вика тоа, туткал го викаме. И да створиш нешто. Тогашната работа беше многу мака, ама пара многу имаше. Имаше парата. Прибор на една домаќинка, тоа беше софра, сукалка, тоа обавезно го има, мора. Даска за леп. Тоа беше основно у секоја фамилија. Од тоа го изработуваме од бук. Најчисто, најубаво дрво, најчисто мога да речам, без мирис, без тие бор, тие работи мирисат. Пушта си леп ако ставиш или нешто ако месиш, пушта си мирис. А буката не испушта мирис. Најчисто, најубаво дрво. Мога да речам, меѓу најчистите дрва. Тоа е. Од каде ја набавувавте еве буката? Повеќе приватни, повеќе краѓа. Тоа не баше некои гатери, некои пилани, некои тие. Него, има тамо луѓе по планината што се тоа работеа, ќе пресече, бука и обработи, направи даска, направи ковчези, направи се. Тога изработката беше многу јака, многу се без дрво не можеше да се помисли. Не можеше да се помисли. Еве може ли да образложиме како започнува самата обработка еве за еден стол? Најпрво се бере дрвото, потоа што следува? Па дрвото, па после се суши дрвото, откако се засуши дрвото, почнува се со обработка на тоа дрво, кога веќе мислиш дека се е доволно исушило, ти треба да гарантираш на еден човек ако му направиш стол или направиш софра, тоа треба да биде суво, да биде убаво
и у надело кога го залепиш да не попушти, да не само пари утре кавги да си створиш со муштеријата, не треба, така ли? Него секој човек треба да биде поштен спрема муштеријата, да му направиш добро, да биде задоволен. Тогава јас сам работил софри и тие работи и ден денеска ги чуват луѓето. По 50 години веќе има мои изработки што ги чуват луѓето. Еве по сушењето, што следува после? По сушењето убава изработка, гланцање, мазнење, секој дрво не се фарба, секој мисла производ не се фарба. Се фарба стол, кревет дрвено ако правиш или некој те врата, джам, тоа се фарба, дава му се некоја заштита од изводење црвих или тие работи за да. А иначе за оноа што е по куќина, за сандуци, за брашно се правеме софри, правеме даски за леп, правеме бркалки, правиме се. Тоа не се фарба, не се онај, тоа се останува како што си е чисто дрвото. Еве споменавте сушење, потоа следуваше еве делкање со секири, домазнување така. Сечила, потоа како завршува самата финална подготовка? Дали потоа следува склупувањето на самиот стол? Па секоја работа што ја ти правиш, она одеднаш не бива. Она си има ред на работа. Прво се делка, па се скрои, па се бушат дупки, па се откако се бушат дупките се дотерува во дупката да може дрвце да влезе, да оние парчината. Откако се парчината се дотера направи и кога е веќе завршена финалната работа, тогава го склопуваш и му си дал завршеток на дрвото. Колку време е потребно еве да се изработи еден стол? Па зависи, баш не е лесна. Има прилично, ама од 3 до 4 сати еден стол си носи работа. Дали во тие 3-4 сати следува и сушењето или пред? Не, пред тоа се суши пред тоа. Не, сушење за 3-4 сата дрво не може да се осуши. Еве дали сушењето се извршува во некакви субстанции на оган или се претежно суши? Не на оган, тоа се става на промај. Дека е убаво покриено местото и се става, се наредува за да има меѓу секоја дрво луфт да има и се стави и самиот промах, самото време што ваздухот си под него оди ветер, самата, тоа го осушува времето. А од што друго дрво се изработува следните домаќинства? Еве, например, масите. Да, маса. Од што се изработува? Какво дрво? Па топола изработуваат и тие се веќе по меки дрва, значи топола, чамово дрво, имаме, ако храст, даба храст меѓу поквалитетни дрва за работна масичка, за некои судоперчина, за едно време што ги иде, значи полуксуси, тоа е па дабово дрво. А исто и носи, тражи истата технологија, сушење, обработка убава, чистоќа, све убаво. Тие се веќе дрва, што викаме за маса, за судоперче, за тие работи што ги правиме, тие мора да се лакират со фирне се премачкува или садолин, пак се лакират. Исто има различни работи, многу поубави изработени него на машина. Покрај другите предмети кои што се премачкуваат за напад од инсекти, забележавме и ни кажавте дека во самата работилница дека бркалките не се премачкуваат со ништо. Не се тоа. Па види, тоа е укување. Ти куваш, бркаш храна, бркаш това, не можеш ти зика химикал и храната да идеш. Така ли, за тоа се остава това. Сукалката, брашно, се сукаш, направиш, дотераш, не можеш ти зика да се одронува фарба или да се одронува да иде у храната да испарува фарба и да испарува тие работи. За да не се случи самото ронење на дрвото при бркањето, што треба да направите? Добро да се измазне или? По-добро да измазнување. Убаво да се измазни, да не се убие домаќинката раци, да не се убие, да се има. Тоа е, ти рачунај кога почнеш еден највар или на работа, тоа е со сати си ти на бркалката и тоа. Тој може рака да ти убие, плускавци искочи, тие работи, така да тоа не е едноставно. И затоа гледаш колку да погодиш, да биде задоволна и домаќинката и тоа што работи со тоа. Се случува ли денес да има се уште голема побарувачка било на стол на предмети за домаќинство? Па побарувачка има, можда нема кој знае колку големи, ама има, без тоа не може.
да бидеме отворени. Човечанството без тоа не бива. И ден денеска секоја наша домаќинка има си софра, има си и дома дашчичка, има си за дробење на салатичка, на тие работи, тие секој, се е това од дрва, ама тоа е се стар, значи, нема туа. На што највеќе имате побарувачка, еве? Побарувачки имам сега у све, поготово за држалиња, за копачи, за копачиња, за мотички, за крампи, за секири. Има, работа има. Кој сака да работи и кој сака работа има. Се наоѓа. Еве, вие сте пензионер. Како го започнувате самиот ден и кога се наоѓате во самиот ден во работилница? Па, зависи кога е повеќе си сега гледам да си одмориш малкучка, да не си даеш напор, па и не може да си права гужва. Ти со таа работа имаш тропање, имаш звук, имаш нашите деца, нашите фамилии сакат и они да се одморат. Значи, они кога вече станат од спање тие работи, јас си почнувам со работа, с тие работи да си позаврши, а не се брзам. И гледаш да бидат задоволни фамилијата, да бидат задоволен и јас. Ти тоа е работа. Како ви започнува еве целовкупниот ден? Како започнува, како завршува еве? Па јас ќе ти кажа, кај мене започнува са вајле со бабичката станеме, пинеме си по кафенце, по една маленка ракиичка си пинеме, седнеме, бабе, јас ќе одам да поработам, и она си почнува дневните работи, да си мие, да се нади, јас си дојда туа, поленка, кцне си, тоа дотерам си, направам си по нешто. И тоа ми е фактички на мене останало во главата. Ја си размислувам што да направа, што да имам нешто, да не седа чисто цел ден, да си го денот проведеш како што треба, пензионерски ден. Дали за еден занет потребно е прво и љубов и мерак за да се работи и дали ден денеска ве служи тој мерак? Па без мерак ништо не бива. А ако немаш план и мерак во себе, од тебе не бива ништо. Ти секој може, ево, ја да ајде, ќе ода, ќе пија цел ден или ќе ода и ќе се, а одиш без работа, без план, имаш и кавги, имаш мисла расстройство, немаш ти сека умисла. Што ми имаш ти мисла што да работиш? Ти не мислиш во кавги и у други работи, него гледаш да погодиш на муштеријата, да погодиш на народот. И ти си човек, ја ти направи тоа, утре он ти доведе друг муштерија. И така е. Кое е задоволството еве да се сретнете и да ви кажат дека се служат се уште со вашите алати? Па како не ми е тоа многу големо задоволство. Ја викам пак да дојдеш, има внуци, имаш пријатели, дојди, пак е работа, ќе направа, пак е исти, јас си тај човек. Ме работа горде, а не да те пцува некој да бегаш ти од него. Него така, штом ти рече, ти се осеќаш храбар, осеќаш се многу подобар. Видовме дека покрај еве сите други останати елементи за покукинина, потребни се еве и за лампери и за степеници. Да. Видовме различни видови на форми од нив. Може да ни кажете како тоа се сведува на изработка? Па тоа си е малку по-комплицирана работа, ама тоа имам обична работа, едно обично дребакче на рачно дребакче и на него. Зема постепено, ја не си трудо, не си го гледам, што се вика, не си го толку цена. По едно, две, три гелендричиња, на ден си направа, подотерам и така. Малку и повеќе специфична работа ние, ама веќе го изгубием и тоа. И тоа не се работи веќе. Како настануват еве самите шари на тој стол? Тоа е се од мурафет, да го реча. Човек го со искуство, со праксата го тоа добие. Тоа не може така да ти каже човек така го работи вака. Не може. Тоа самата работа ти кажува како ти да си добиеш со тие обични гледца, вртење на прстите. Тоа е, нема некој нацрт, нема некој. Имате ли друг мерак со кој занает се со друг занимавате, освен со овој? Столар, ја како столар, стакла, тие работи, се ги работи. Работех како, оти ми беше таква работа во предпријатието. Молер, исто си, молерисува. Јас за своето време не дозволувах ја туа некој човек да ми земе да молерисува за кречење, за тие работи, фарбање, врати, џамови, тоа. Ама веќе од тоа го избегувам, веќе не бива, не може да се работи како што беше. Се занимавате ли еве со градинарство, со воштарство? Имам, и градинарство си имам, да ти кажа отворено, чак мога и да пофала бабата, ќе скина пиперка, да видите какви пиперки производиме.
пиперки, патлижани, краставици, сливи, јаболки, имам. Тоа е за милина. Тоа не е видено, ќе го покажа на камерата да си ја пофала бабата, ако и она пензионер. Еве тоа ви одржува во живот. Тоа ми е кеф да ти кажа. Тоа ми дава на мене една инспирација, еден живот добар. Имате ли еве наследници покрај да кажеме вашата генерација? Имате ли некои од внуците заинтересирани или? Многу слабо. Многу слабо. Сино никако мерак, он де тато ти да ми купиш на мене едно фичо, од ти ми купи фичо и вече јас на тамо што ми треба јас ќе си купувам. Така и направи, да, ако бе синка. Од како му земах фичо, од фичо, Лада, Ауди, се. Он коли е, не знам колку е пробав. И сега ги имам още 3-4 коли ги имам тука у дворо. Имам си внуката, си Ауди има, он си има Ауди, знам и има сите со возил, а у занајато никој ништо не му се работи. Не. Имате ли кеф еве да го пренесете на некој што Нема на заинтересиран? кој, нема на кој. Нема. А некој што е заинтересиран во самата држава, доколку сака? Кој ти знае, нашите деца се сите иселија, на никој не му се работи, што ти го ја го рекол уште на почеток, на никој не му се работи, сака секој убаво да живее, да онади, а така пара, така нема. Без труд, без мака, пара нема. Колку беше мачно во вашето време, еве, во тешко време, а финансии слаби? Слаби, ама нас ни беше гордост, кеф ни беше, што ти го реков, да работиш, да ти човек донесе, да имаш ти работа. Јас сам работил и ноќе. Зависи човек да него лажеш, да него работил кеф, а и ден денеска ми е кеф. Јас се с тоа гордеја. Ми е тоа кеф и гордост ми е тоа да работа. На колку години еве моментално се уште се занимавате со овој занат? Јас сам сега 75 пуни ги имам, 76 години карам. Сега и 6 карам. Мене ми е исто како осеќам се како на 50 години што си работи и сега исто немам проблем. Ќе продолжите ли еве и натаму да се занимавате со истото? Па додека мога, ја ми се чини, не се откажувам. Мене тоа работа ме краси, јас што ти го реков ти го пред малку. Јас не сакам да ода така џабе, да го лежи, оди тамо, вам по кафани, имам и јас, и секош ми вика ти ода и у друштвото тука, си одем со друштво, со фолклор, со прошетки, секаде, песнички, ора, и тоа ми е мерак. И ти викам, поддржуваме го и ден денеска тоа. Патем, тоа ни беше и следното прашање. Забележавме дека сте дел од една македонска типична традиционална свадба. Тоа е многу јако. Што не сведува еве и со самиот занет и не поврзува во минатото, еве како беше искуството да бидете дел од таа продукативна, едукативна емисија? Мерако, кај мене тоа е голем мерак. Од моите внуки, те, сите, Стојко, што го рекоем од Истивање, ми е зет на керка, на брат води. Имам внукички, имам од мерак, а имам го и ја таленто за, ама јас тие услови ги нема како дете. Немаше тоа кој јас се осеќа како посрамено дете. Не сум ја бил пременен, не сум имал толку да бидеш тизека како што имаше луѓе, дотера се у костум, облече и кожени палти и тој и ово. Ние гледаме животот, што се вика, победен, немаш тизека и се посрамежливи бееме. Немаше, ја не може да виде како тие подобрите деца, по-привилегуваните деца. Еве во самиот фолклор многу често можеме да забележиме дека старите инструменти се изработени исто од дрво. Исто од дрво. Дали сте имале можност да изработите некој инструмент? Па јас да ти кажа, имам изработено кеменињата, ги изработува така. И тоа треба многу макотрпна работа. Треба специјално дрво, од јавор, од клен, орех. Значи, тие се поготово инструменти и многу квалитетно дрво. И треба колку е дебело дрвото, толку мисля сантиметри на дебелината. Толку години треба да се суши тоа дрво. Ако е 6-10 сантима, 10 години треба да го од сантим по година се суши дрвото. Значи за тие инструменти. Тоа е деликатна работа и не се ноди тоа дрво секаде и за тоа не сум го. А иначе сум доста мераклија. Тоа да го работи со кефти, викам. Покрај кеманињата, дали сте изработувале кавали? Кавалчија не сум кавал изработувал.
Па кавалите, ја ќе ти кажа, за едно време ги имаше, ама многу слабо. Немаме кавали, маме моја. Имаше сврчињата, што ги викаме, сврченце. А кавалите ги сега многу проширија тие Дали сте наши. ги изработували вие сврчињата или? Па изработил, ама многу помалку, да ти кажа. Оти јас си на работа, ја не сам имал толку време за тие работи да ги работи. Иначе може тоа да го работам. Имахме раки и може да го изработи тоа. Дали покрај занаетот па изработката на кеман или слично, дали сте се обиделе да отсвирите нешто, па да се научите некако или на песна или на свирење? За песни карам доста песни, да ти кажа. Ама тоа ми е талент, кажуват. Ја не сум го запомнил, на млади години сам го татко ми изгубил. Он е бил многу јак песнопоец и најверојатно талентот од татко ми е. И за тоа ти викам, ја за песни нема тоа. А за свирење? За свирење некако послабо, да ти кажа. Не сум по свирењето, за песните ги повеќе ги карам песните. Еве, например, дали би не почестили со една песна? Некоја што е од вашиот крај, па преку мајстор Нема проблем, Дали не со да. мајстор Лукот само Може, песна? може да направиме, може да направиме. Ајде една да слушнеме на кратко. Било која ви на вас лежи на срце? Постаричка, некој или како. Од тоа време, од вашето време. Од нашто, ето, ајде. Ајде да направиме. Ајде да. Мори моме, малој моме, влазе тебе на душата, влазе тебе на душата, што си спиеш при мајка ти, што си спиеш при мајка ти, при мајка ти, при татко ти. А јас ека сам сиромав, сам легнувам, сам станувам, сам легнувам, сам станувам, насред ног се пробудувам, насред ног се пробудувам, малој моме побарувам, малој моме побарувам, побарувам, не најдувам, не најдувам и од мака перница саграбувам. Браво. Кажете ни, еве, самите песни дали врвеа преку текот на работата, дали целодневната работа? Па работата без песна не иде. Секо работа си има песничка, си пееш, си времето не видиш кога ти помине. Дали преку овој занет сте работеле заедно со колегите, па заедно да се усовршувате еден со друг, да се договорите? Па има и такви, ама послабо. Значи, имам такви, ама многу послабе. Претежно сте биле сам? при Поготово изработката? сам, да, сам. Добре, јас ви благодарам сепак на вашата... Нема бе, јас ви на вас благодарам многу. Пак да се видиме и за добри други работи. Ви посакувам и понатаму да изработувате едни па инструменти, па и еве и домаќинства за дома и да ни останете со добро здравје. Фала ви на посета, пак да се видиме за добри работи. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме од градот Македонска Каменица. Ви останете во добро здравје.